Имајќи го предвид дека се работи за компанија со доминантна државна собственост, но и останати акционери, со цел за транспарентност ви ги презентираме финансиските резултати на Тутунски комбинат АД Прилеп за деловната 2019 година. Финансискиот резултат за Тутунски комбинат АД Прилеп за периодот 1.1.2019 31.12.2019 година покажува добивка во износ од 39.220.427 денари. Причината за остварување на овој позитивен финансиски резултат лежи во подобрување на продуктивноста во Тутунски комбинат Прилеп, па поголемата продуктивност се должи на заменување на 222 лица на доброволна основа со отпремнина. Голем удел имаат и приходите од вложувањата во неповрзаните и поврзани друштва, односно во уделот на Тутунски комбинат во компанијата Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп до Скопје. Оперативните приходи се зголемени за 3%, односно 945.925.000 на 974.625.000 денари. Оперативните расходи се намалени за 16,8%, односно од 1.186.685.000 денари во 2018 на 1.015.158.000 денари во 2019 година. Намалувањето на оперативните расходи најмногу изразено од ставка трошоци за вработени и исто се должи на реализираниот VLP пакет. Исто така, намалување има и во ставката набавна вредност на стоки, пред се поради зголемениот број на реализирани инвестиции во Тутунски комбинат, кои што принесува за значително намалување на трошоците пред се потрошокот на електрична енергија. Трошоците за вработени во 2019 година изнесуваат 126.055.000 денари и има намалување во однос на 2018 година, кога изнесувале 374.073.000 денари. Причината за ова намалување се должи пред се на реализацијата на програмата за доброволно заменување на вработените. Реализацијата на оваа програма во овој период на Тутунски комбинат АД Прилеп му овозможи финансиска стабилност и ликвидност на краток и на долг рок. Финансиските приходи во 2019 година изнесуваат 124.935.000 денари или има зголемување во однос на 2018 година, кога изнесувале 94.054.000 денари. Ова зголемување се должи на резервираните приходи од вложувањата во неповрзани друштва, односно е резултат на очекуваните приходи како резултат на позитивното работење на заедничката компанија Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп до Скопје, во која Тутунски комбинат има свој удел во акции во вредност од 49%. Оперативната добивка за периодот 1.1.2019 31.12.2019 година изнесува 39.220.427 денари, наспроти оперативната загуба од претходната 2018 година од 188.210.000 денари, која што, како што спомнавме, се должи на реализираниот VLP пакет со кој што ТКП на доброволна основа го напуштија 222 лица, како и од реализираните многобројни инвестиции за зголемување на енергетската ефикасност, кои што значително ги намалија трошоците по основ на енергија од друштвото. Мора да ви напоменеме дека добивката целосно ќе се искористи за покривање на загубите од минатите години. Покрај ова, платата на сите вработени во 2019 година е зголемена за 25%. Заштедите по основ на енергетска ефикасност се огромни и тоа во следно. Се инвестираше во санација на дел од оштетените ливени кровови и комплетна санација на климакоморите во погон цигари. Се направи комплетно нова внатрешна хидранска мрежа во погон цигари, што беше еден од најзначајните услови и барања од нашиот стратешки партнер. Исто така се реализираше можеби една од најбитните инвестиции од Тутунски комбинат, со која што максимално се подобри енергетската ефикасност, која што во комбинација со претходните инвестиции во менување на старата и дотрајана дограма со нова и современа енергетска ефикасна ПВЦ дограма дава фантастични резултати, а тоа е инвестицијата во набавка и монтажа на нови инвертер клима уреди со најдобри перформанси во заштита на електрична енергија. Тука мора да напоменеме дека оваа инвестиција целосно се исплати, односно средствата кои што беа издвоени за реализација на оваа инвестиција целосно се повратија за само еден месец, што пак укажува на тоа дека се прават огромни заштеди на електрична енергија и потрошок на метан. Како резултат на постигнување на услови и стандарди, во моментот во Тутунски комбинат се произведува најголемиот глобален бренд на Филип Морис Малборо, како и Честерфилд и Бонти цигарите. Производството на цигари во однос на 2018 година е зголемено за 15%. Тутунот од реколта 2018 е во целост продаден, што е за 5% и повеќе од претходната година. Ова успеавме да го направиме
со еден заеднички тимски дух на сите вработени во Тутунски комбинат. Со овие показатели и планови кои ги имаме за наредната година, со сигурност може да се каже дека Тутунски комбинат Прилеп излезе од групата на 4 загубари. Годинава пред се сме преокупирани во моментов со разговорите и преговорите со нашиот стратешки партнер околу продавањето на тутунот од реколта 2019. Во завршна фаза сме. Очекуваме над 90% од целиот тутун кој го откупивме да му го продадеме на нашиот стратешки партнер. Исто така во делот на цигарната фабрика со дополнителни модернизации очекуваме да има дополнително зголемено производство на цигари. Планираме дополнителна инвестиција за летниот период околу загревање на просторот во цигарна фабрика со воведување на така наречени топлотни пумпи со цел да имаме дополнителни заштеди. Ако успееме тоа да го направиме, тоа ќе биде огромна работа, бидејќи во комплет ќе го исфрлиме метанот како грејно средство, кое што во овој момент на ваков начин кој што се користи ни представува огромна ставка на трошок. До денеска последните средства кои го предадоа тутунот во петокот, денеска се исплатени. Тутунски комбинат во целост реколтата која откупи од 2.920.000 килограми до денара е исплатена кон тутунопроизводителите. И за тоа сме исклучително горди, она што го ветивме, успеавме да го остваривме, односно предавање на тутун. Денеска финансиските средства легнати на сметка на ранниот ден. Тоа успеа да го препознат нашите кооперанти. Во моментот стално вработени сме 235, што е оптимална бројка која има така речи 100% на продуктивност. Размислуваме бројов на стално вработени во иднина да го зголемуваме, не да допуштаме. Мене лично ме прашате, тоа би било најдобрата опција за Тутунски комбинат, бидејќи конкуренцијата е жестока на пазаров и остануваат само големите светски играчи. Се надевам дека државата размислува во насока. Не можам да потврдам со сигурност, но се надевам дека се размислува во насока. Единствениот спас за Тутунски комбинат е приватизација со една од трите големи светски компании. Тоа е мој личен размислување. Нема таква се уште, мислам, ни одлука, ни стратешкиот партнер е размислува во таа насока, ако ќе дојде денов на реализација, што уште не е дојден. Не случајно е склучен овој договор од 10 години и ние сме негде на средина од овој договор. Ние како еден дел од тој договор, мислам, еден сегмент од тој договор мора да размислуваме во таа насока. Три компании се големи светски, останати ние имаме работа со една од најголемите и затоа се нашите вложувања во делов на покажување на интелект, капацитет, стручност и обезбедени услови и стандарди за производство. Јас сум представник од државата да го менаџирам овој комбинат за што после 2,5 години сме горди што успеавме од загубар да го доведеме во компанија со позитивна завршна сметка и горди сме на тоа, но не сум тој што одлучува за оваа работа. Јас сум поставен како менаџер да го изменаџирам процесов Тутунски комбинат да излези од групата на 4 загубари, што и овој денеска се покажува дека е така, а државата е собственик, таа ќе одлучи што понатаму ќе прави.